Гледате интервју на Макфакс, гостува амбасадорот на Република Франција во Македонија, господинот Кристијан Тимоние. Господине Тимоние, ви благодарам што прифативте поканата за гостување. Добар ден, ја благодарам. Собранието е блокирано со над 35.000 амандмани на ВМРО ДПМН на пратеничката група во поглед на законот за јазици. Дали може да се очекува дека сите тие 35.000 амандмани треба да бидат разгледани на седница на Собранието? За овој настан, јас сметам дека тоа е посебен знак, односно сигнал, затоа што Собранието не функционира така како што би требало да функционира, и тоа е вистинска работа која што им предстои на политичките партии за да најдат нормален начин на функционирање, а јас го нарекувам европски начин на функционирање. Другата работа е што најверојатно тој специфичен закон не беше почнат можеби на најсоодветниот и најпожелниот начин. Комесарот Хан, кој што и посакува само добро на Македонија, ги даде своите предупредувања, затоа што не беше пожелно да му се стави европска етикета на тој закон кој што технички создава специфични услови за водење на дебата и можеби не беше приоритетен закон и воопшто не беше приоритетен во очи на Европската Унија и во очи на Европската комисија да му се даде привилегиран пристап во однос на агендата за спроведување на приоритетните реформи. И мислам дека ќе треба да се вратиме на основните постулати, добро сваќајќи дека тој закон е дел од политички договор кој што беше постигнат и не треба на вистина да го губиме од ум тој факт и таа вистина. Албанските партии се легитимни и посакуваат тоа прашање да биде решено. Прашањето сепак треба да знаеме каде ќе ги поставиме приоритетите, но исто така и да знаеме точно што е ургентно, а што е помалку ургентно. Ама господинот Ахмети даде добар коментар, велејќи де 150 години чекале и дека може да почекаат уште малку. А бидејќи често пати е мудар, мислам дека ќе треба да најдем инспирација во неговата мудрост. Од друга страна, очигледно е дека 35.000 амандмани не е сериозна работа и работа за која што може да се преговара, но очигледно е дека ќе може повторно да работиме, но на друга база. И ќе треба повеќе денови да се работи заедно за тие теми. Јас како и сите посакувам да се постигне договор помеѓу различните политички партии, но ако тоа не е случај, тогаш ќе се запрашаме дали можеби мудроста не ќе наметне тој разговор да се стави за некоја друга блиска иднина, затоа што ќе може така да одговориме на една појака ургентност во наредните недели, затоа што земјите членки на Европската Унија треба да донесат одлуки и тие одблиску ќе гледаат дали законите кои што ги очекуваме се изгласани, но и ќе гледаат пошироки дали македонската демократија е функционална. Новите услови кои што беа воспоставени се случија затоа што македонската демократија не беше повеќе функционална во текот на мандатот на претходната влада, но сега поради различни причини ќе се најдеме повторно во истата состојба и тоа би било штета затоа што ги забележуваме огромниот број на напори кои што беа направени. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски практично го услови учеството во собранието на пратеничката група со ослободувањето на пратениците кои се осомничени за настаните од 27 април. Дали тоа е некаков тип на легална уцена и како треба власта да се однесува за ова прашање? Тоа се прашања во кој што се отсликува функционалниот систем на вашата демократија, затоа што станува збор за посебни моменти и мислам дека овде една држава треба да ги има на ум своите приоритети. Важно е, нели, никој да не се најде над законите, затоа што потоа ќе може да си поставуваме голем број на прашања во однос можеби на
одстранувањето прво на имунитетот на пратениците, мислам дека тоа прашање повторно треба да дојде на дневен ред, затоа што јас бев изненаден од леснотијата во вашиот законски систем, како може така лесно да се одстрани имунитет на пратеници. Различно е во различни земји, но одредени гаранции треба да бидат постигнати, без разлика кои се обвинувањата кои што се даваат, за да може да се најде разврска. И прво треба да се смета на националниот дигнитет во државата. А за притворите на пратениците ќе кажам дека за тоа треба да си поставиме прашања. Ако лица не побегнале една година, дали на вистина заслужуваат да бидат во притвор или ли само едноставно конфискацијата на патната исправа е доволна, со самиот факт што ќе треба постојано да се јавуваат во судовите и потоа да си одговараат, нели, и судовите да одлучат дали се виновни или не за фактите за кои што се обвинети, но дали реално е неопходно сето тоа што се случуваше. Мислам дека тоа треба да биде предмет на разговори, но мислам дека не треба да ја изгубиме од вид демократијата, а особено кога правдата, нели, ќе биде на крајот задоволено. Затоа што она што може би не е толку важно притворот претходен, туку најважна е конечната судска одлука. Вашиот колега и амбасадор во Македонија, Джес Бейли на Американската амбасада, јавно искритикува работата на Советот на јавни обвинители. Сега разговараме во делот на реформите во правосудството, дека таму во Советот на јавни обвинители постои судирни интереси и непотизам. Кажете ми, дали во Македонија ќе се смени праксата странски амбасадори да ги опоменуваат нашите функционери, што значи одговорност и интегритет во извршување на професијата? Реформата на правосудниот систем е од суштинско значење и тоа беше една од областите во која што, нели, анкетите искажа најголемо очекување и може и најтешката работа. Мислам дека владата веќе го свати тоа, затоа што е многу тешко од една страна да се слушаат техничарите, од другата страна да се слушуваат професорите по право, судиите кои што имаат своевидна практика, но понекогаш и да се слушаат членовите на политичките партии. И мислам тоа е еден од големите ризици при спроведувањето генерално на реформите. И знаете дека Европската Унија доста ја критикуваше партизацијата и на вистина влијанието на политичките партии врз администрацијата. Се уште постои тој ризик и мислам дека ќе треба да бидеме мощно внимателни дури и во области како што е особено судството. Очекувате ли да се реши прашањето за името со Република Грција допред одржувањето на следниот самит на НАТО? Прашувате многу повеќе од она што јас го знам, затоа што станува збор за работа која што си го следи својот тек. Беа постигнати забележителни напредоци. Најреалниот напредок е оној кој што постои во духот. Затоа што никогаш досега не бевме убедени до тој степен дека двете страни имаат вистинска желба да постигнат договор. А потоа ќе треба сето ова конкретно да биде отсликано со разговори, затоа што не постои само прашањето за името, туку и други аспекти за кои што ќе се обидеме страните да се согласат и би било одлично доколку успеат да се согласат за сите други точки, затоа што роковите се многу кратки, но тоа е и прашање на политичка волја. И сакам да кажам дека
Двајцата председатели на влади, господинот Заев и господинот Ципрас, покажаа дека поседуваат чувство за државност и за државен интерес и би рекол и европски интерес кој што е од исклучително значење и затоа ќе треба да избегнувате да ги критикувате во моментот и мислам дека најголемата услуга која што сега може да им ја дадеме е да ги поддржиме во нивните постапки со разумен оптимизам. Како ќе гласа Франција ако во Европската унија на дневен ред дојдат пристапните преговори на Македонија за членство во Европското семејство? Франција ја очекува Македонија во Европското семејство. Председателот Макрон го кажа тоа за време на својот говор на Сарбона на 26 септември. Знаете, јас го забележав тоа затоа што тој ден бев многу среќен, затоа што за мене тоа служи како своевиден патокас на амбасадата во работењето за да продолжиме да ве поддржуваме на патот кон Европската унија. Ние во принцип веќе и дадовме глас за вас. Сега најважното е вие самите да си гласате за вас. Господине Тимон, ви благодарам што бевте дел од интервјуто на Макфакс. Мерси. Јас ви благодарам на вас.